Родовите дезинформации го ставаат својот печат на севкупната демократија во земјата и на човековите права, особено оние на жените. Последиците се далекусежни. Тоа ги обесхрабрува жените да се вклучат во јавниот живот, ги истиснува од политиката или води кон автоцензура што негативно се одразува врз ефективните одлуки. Психолошката цена што ја плаќаат тие и нивните семејства е непроценлива. Па како да се бориме против нив? Да ги запознаеме подобро, за побрзо да ги препознаеме и да реагираме во конкретна ситуација. Секоја секунда на лагата во етерот е штетна. Одете чекор понатаму, бидете активни. Спротивставете се на лажниот наратив со алтернативен, вистинит наратив. Изложете ги митовите за родовата еднаквост пред очите на јавноста и спротивставете се на лажните или погрешни статистики за сензитивни родови прашања. Ако сте на позиција да влијаете врз креирањето јавни политики, искористете ја можноста. Осигурете се дека програмите за подигнување на свеста за дезинформации поттикнуваат критичко размислување или вештини за дигитална писменост кои вклучуваат родови димензии на дезинформациите. Поддржете ги општествените иницијативи за пошироко програмирање. Жените лидери пак треба да бидат поддржани против овие дезинформации со соодветни алатки за да одговорат на нападите преку интернет. На глобално ниво треба да се влие врз стандардите на дигиталните платформи со цел да се предизвика тие проактивно да делуваат спрема родовите дезинформации.